Филипче кажа, оп, бугарите прашаа колку високо. Да не ви се верува. Само неколку дена откако лидерот на СДСМ замина за Брисел, да ја кодоши Македонија и да бара владата да ја прифати последната уцена, наречена уставни измени, веднаш се јави официјална Софија, велат. Уставните измени се само почеток. Потоа следуваат нови услови и уцени. Бугарија си е децидна. За Скопје патот до Брисел морал да оди преку Софија. Нивниот шеф на дипломатијата вели дека работите биле кристално јасни. Многу е важно да се знае дека уставните измени и впишувањето на бугарите во уставот како државотворен народ не е единствениот услов. Ние нема ниту да промениме нешто во нашето мислење, ниту пак има нешто што ќе го отфрли европскиот консензус од 2022 година. Велат бугарите. И добро е што барем се искрени. Тоа што е загрижувачки е што оваа порака, како што кажав, дојде само неколку дена од како Филипче сам се понуди да ги става бугарите во уставот, па нели ни каже и по цена на неговата кариера. Или едноставно ни најави дека нема намера да се откаже од виткањето кичма и политиката на попусливост кон секој што ќе побара нешто од него, само тој да се дограби до власта. Па нормално е сега бугарите да распалат. Филипче за нив би бил идеален избор за нов македонски премиер. Само што ако не дај Боже стигне некогаш до таа позиција, што не верувам, нема да остане ништо од Македонија. За среќа, далеку сме од такво нешто и на власт во Македонија има премиер кој го прави токму спротивното. Води жестока и безпоштедна борба против уцените од Софија. Така што ова признание од Бугарија дека уставните измени се само почеток и дека следуваат нови уцени треба да биде мотив да не попуштат, а и да биде аргумент плюс со кој македонската дипломатија ќе убедува Европа и светот дека единствено можно и елегантно решение бугари во устав, ама само кога Македонија ќе биде со една нога влезена преку портите на Европа.